Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, како и секоја емисија, ќе не следите со внимание, ќе останете до крај со нас, се со цел да проследите онаа тема за која што ќе говориме денес и сите информации кои што ќе ги доставиме до вас за оваа проблематика која што ни е денешна тема. Најавив уште минатата емисија, оние кои што не следа веќе слушна, значи ќе говориме за главоболки и вртоглавиција. Со мене во студиото е веќе доктор Павлина Будич, која што е Атлас специјалист и ни доаѓа од Атлас Релакс центарот. Значи и тие во оваа емисија се наши подпомагатели, нели, со што ќе и реализираме емисијата се со цел да доставиме повеќе информации во однос на овие проблеми. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Павлина, ќе проследиме еден прилог за главоболки, па потоа повторно ќе се вратиме во студиото. Под главоболка се подразбира болка во главата, трајна или повремена, ретка или зачестена, дифузна која ја зафаќа целата глава или локализирана на едно место. Таа представува една од најчестите симптоми со кои се среќаваме во секојдневниот живот, но можна е често и пропретен симптом на многу болести. Повеќето лица кои страдаат од повремени главоболки ги прифаќаат често како составен дел од животот, а истовремено е и проблем со кој лекарите најчесто се среќаваат. Иако главоболката е чест симптом, сепак во 90% од случаите е симптом на благо пореметување кое може релативно лесно да се отстрани. Обично се јавуваат болните кои страдаат од хронична главоболка или имаат помалку акутни силни главоболки со бурен почеток. Таквата силна главоболка е сериозен симптом и може да биде знак за сериозни и тешки болести, па таквите пациенти е потребно итно да се прегледаат, иако е потребно да се хоспитализираат. Општо се вели дека болката е една од природните и најраните знаци на болеста и по неа луѓето ја расудуваат присутноста на болеста. Поради болката како прв симптом, без оглед на природата, местото и причината на болката, на лекар се јавуваат околу половина од сите болни, па решавањето на симптомот на болката за лекарот е особено важен проблем. Долготрајната болка, кај така наречените хронични болни синдроми, не е само проблем во смисла на лекување, туку и представува и економски проблем, а всушност главоболката е една од најчестите болни манифестации. Иако главоболката е чест симптом, се чини дека кај секој човек се јавува барем еднаш во текот на животот. За среќа, не представува знак за некоја опасна болест, туку во 90% од случаите е симптом на благо пореметување кое релативно лесно може да се отстрани. Се смета дека 15 до 20% од сите луѓе патат од трајни главоболки или пак повремени главоболки. Незината појава е најчеста во периодот од помеѓу 25-та и 65-та година од животот. Почеста е кај жените, во урбаната популација и популацијата на развиениот свет, но и кај лицата чија професија побарува престој во затворени простории со седење, психички напор и зголемена концентрација. Што е тоа што не боли во главата? Болката, односно главоболката, може да настане само во околните ткива или структури на главата кои имаат чувствителни завршетоци за болка, а тоа се кожата, подкожното ткиво, мускулите, апоневрозата, покосницата, окото, забите, солзната, носната и устната шуплина, големите артерии, големите вени и венски синуси, деловите на тврдата мозочна обвивка, синусите и дупликатурите на обвивките, сензитивните мозочни нерви и корени, како и соодветните ганглии. Факторите кои доведуваат до појава на болка, односно до надразнување на нервните структури кои се чувствителни на болка, може да бидат механички, физички или, што е најчесто, хемиски. Главоболката често се јавува при промена на времето. Многу од луѓето се вбројуваат во така наречениот збир на метеоропати, односно лица кои се особено чувствителни на промените на времето, односно промените на временските фактори и притисокот на воздухот, каде главоболката се појавува пред да започне промената на времето, кај надоаѓачките циклони или антициклони, посебно често кај нискиот притисок на воздух, а ова покрај главоболка може да предизвика и промени на расположението, раздразливост и депресија.
Често главоболката може да се појави поради специфичната исхрана или одредените навики кај лицата кои нередовно се исхрануваат, долго време се без храна или ги прескокнуваат оброците, посебно ако се на разни диети за слабење, а понекогаш и во врска со земањето на поедини намирници кои го погодуваат настанокот на главоболката. Тоа е посебно чест случај кај мигрената, каде често се опишува поврзаност на нападите на мигрената со одредена храна, односно пијалок. Еве сме повторно во студиото, значи како што напоменав и на почетокот, ќе говориме за главоболки и вртоглавици, а со мене во студиото е веќе доктор Павлина Будич, која што ни доаѓа од Атлас Релакс центарот и е специјалист, Атлас специјалист, да не сгрешам нешто. Ти посакувам добри дојде за втор пат си во ваш термин и драго ми е што одвои време да бидеш дел денес од ваш термин и благодарност еве до Атлас Релакс центарот што е помагател во денешната емисија за да реализираме. Ви благодарам на поканата, навистина ми представува задоволство што еве денеска ќе можеме да ги едуцираме повеќе вашите гледачи за тоа како да си го решат проблемот со главоболките и вртоглавиците. Како што кажавме и во прилогот, многу од пациентите кои што се јавуваат на лекар за помош, се јавуваат за многу често за главоболки и вртоглавици. Па што представуваат главоболките и вртоглавиците и што може да е причината за нивната појава? Најчесто неправилниот начин на живот, она современо начин на живот во кој што и темпо на живот во кој што секојдневно живееме, се причина за секојдневно од година во година, според најновите истражувања на светско ниво, да луѓето се повеќе се жалат од појава на главоболки, па и мигрени, па и вртоглавици. Ќе се сложите со мене како и оние што го посетуваат нашиот центар, како и во секојдневието, се поголем број од луѓето, ретко кој не се измачува со главоболка или со вртоглавица. Тоа е така бидејќи времето оди напред, технологијата се усовршува, меѓутоа она што е останато исто е како функционира нашето тело и нашето здравје, на кој начин се доведува до негово потполно уништување или до негово потполно подобрување и овозможување за еден квалитетен начин на живот. Современиот начин на живот, се преголемата употреба на користење на современи методи, односно поголемото време поминато над компјутери, над телефони, како кај децата, така и кај повозрасните, а намалената примена на физичка активност доведува до едно милиметарско оштетување на целата цервикална или вратна кичма, која што пак на долг рок доведува до еден постојан спазам на вратната мускулатура, која што доведува до една стеноза, притискање на крвните садови кои што се наоѓаат во непосредна близина на цервикалните пршлени или вратните пршлени, па тоа доведува до намалена циркулација, а сето тоа доведува до појава на чести главоболки и мигрени и една постојана тежина во главата и една нелагодност поради таа намалена циркулација и до појава на чести вртоглавици со една нестабилност која што ете како го отежнуваат секојдневието. Така. Колку почесто се јавуваат овие вртоглавици? Дали кај мажите или кај жените? Имате ли сознание? Па повеќе се јавуваат процентуално кај жените, особено изразени се главоболките после 40-та година, меѓутоа она што нажалост веќе го приметуваме дека главоболките се почести и кај децата. Затоа, еве, родителите нека превземат нешто со кое што би си овозможиле на своите деца еден поквалитетен начин на живот, односно да применуваат се поголема физичка активност, бидејќи често кога децата најчесто оние мигренотични главоболки или главоболки во детската популација се јавуваат околу попладневните часови статистички. Тоа повеќе е прикажано, па најчесто родителите тоа го префрлаат како не сакаат да ги извршат домашните обврски или оние домашни активности, домашни задачи, па дека заради тоа се жалат на некаков тип на главоболка, меѓутоа сведоци сме како во нашиот центар, така и пошироко дека се поголем број на дечиња се соочуваат со детски мигрени. Кај сите оние кои што се јавуваат најчесто од 16 до кај 20 часот се најалармантни тие детски мигрени, се појава поради оние почетни сколиотични промени, кај скоро повеќе од 80 па и 90% со најновите истражувања кај
и децата имаат појава на сколиотични промени, појава на деформитети од цервикалниот па се до лумбалниот дел, и доколку на време нешто не се превенира тоа да се реши, понатака освен и главоболки и вртоглавици се доведува до една целосно изместување и дископатија на целиот дрветен столб, со кој што понатака во текот на годините се повеќе ќе се соочуваат со тешкоти на она што во детството или во младоста не се чувале или не превземале за да се спречи тој целосен процес. Ме интересира околу симптомите кога станува збор за главоболките. Претпоставам дека има различни типови на главоболка. Споменавме мигренозна главоболка. Каков тип на друга главоболка има и од што се тие предизвикани, да ги некако да ги кажеме симптомите за едните и за другите? Па најчесто главоболките поради тежината и јачината, интензитетот на кој што се јавуваат, се оние тензични главоболки кои што се јавуваат поради нелагодноста на вратната мускулатура. Тоа најчесто се оној тип на главоболки кои што се јавуваат по примена на некаква подолг временски период во некаква нелагодна позиција, неправилно спиење или преоптеретеност од работа, па тие после одреден временски период со краткотрајна масажа или правење на некакви вежби за врат се стабилизираат, односно се намалуваат. Тие се најчесто многу краткотрајни, се јавуваат повеќе пати во текот на неделата, брзо поминуваат и со земање и примена на некакви аналгетици се стабилизираат, меѓутоа постојано ги има и после одреден временски период веќе почнуваат да стануваат хронични, па се јавуваат повеќе дена во текот на неделата и скоро секој втор ден во една недела. За разлика од нив, мигренотичните главоболки, односно мигрената, се едни поалармантни главоболки кои што немаат толкава често најавување, меѓутоа кога ќе се јават, знаат да ги затворат луѓето и со денови дома и повеќе од 24, 48, па кај оние хроничните мигрени и 72 часа. Тогаш луѓето почнуваат да стануваат асоцијални и при примена на некаков тип на вежби не може да се смири, односно не може да се смири све додека не се земе некаков аналгетик со поголема доза за да се намали мигрената. Мигрената, за разлика од тензичните главоболки, следи пред незината појава на аура, односно осетливост на светлина, осетливост на звучни дразби, кои што и такако ги иритираат луѓето пред самото појавување и почнување на мигрената. Најчесто е проследена и со повраќање, нелагодност, неправилен сон, и тоа е навистина една постојана состојба која што се јавува повеќе од 15 дена во текот на месецот, меѓутоа тежината, интензитетот целосно ги истоштува луѓето, па доведува до една постојано изнемоштеност и неможност за нормално да се функционира, како и во попладневните, утринските часови, така и во вечерните часови, бидејќи трае многу долго. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема, можете да забележите главоболки и вртоглавици, за сите оние кои што не следат имаат вакви проблеми, може да не искомуницирате, да се јавите, да се приклучите во нашиот разговор и се разбира да поставите прашања. Доктор Пале ќе се обиде да ви даде одговор или пак совет како да го решите проблемот. Доктор Пале, кажавте кога доаѓаат кај вас во Атлас Релакс центарот дека многумина од пациентите доаѓаат со вакви проблеми. Што вие преземате кога ќе дојдат кај вас? Значи, какви прегледи вршите, бидејќи не е ова нели обична амбуланта, тука е Атлас Релакс центар, како што кажав. Што вие практикувате како диагностицирање таму? Атлас Релакс центар е центар за репозиција на првиот вратен пршлен и она поради кој што најчесто доаѓаат во нашиот центар и кој што најмногу им пречи на пациентите се главоболките и вртоглавиците. Од нашите досегашни искуства после репозицијата, местењето на Атласот е како имаме одлични резултати, односно намалување во овие тегоби или во нашите најдобри случаи кај пациентите нивно потполно исчезнување. Кога ќе дојдат во нашиот центар, најчесто луѓето се изнемоштени, не можат нормално да функционираат и единствено што бараат е решение за она кое што со години се измачуваат, кога сите наоди се уредни, бараат решение и веќе она што често знаат да го кажат нашите пациенти, ова ни е нешто што последно ќе го пробаме, бидејќи навистина сме изморени од барањето решение за она со кое што секојдневно се измачуваме. Па најчесто
место и после репозицијата и е последното место каде што го посетуваат поради намалувањето на оваа симптоматологија. Најпрвин се зема анамнеза да се види дали колкава е ротираноста на атласот со мерењето на подвижноста на вратот, бидејќи атласот со вториот вратен пршлен формираат зглоб со кој што ја движат главата спрема лево и спрема десно. Па она што и самите луѓе секојдневно го приметуваат, дека кога возат, кога секојдневно извршуваат некакви активности, веднаш по она укоченост и неслободно движење на главата почнале да се надоврзуваат главоболките, замаглениот вид, неправилниот сон, односно несоницата, вртоглавиците при нагли движења, зуењето во уши. Тоа е нешто што дава правилна симптоматологија по неправилната положба на атласот. Сите ние се раѓаме со неправилно наместен атлас, а понатака во текот на животот одреден тип на работа, некаква повреда, пат, сообраќајка или некаква механичка повреда доведуваат до негово доизместување и до влошување и појачување на овие здравствени тегоби. Откако ќе се направи мерењето на подвижноста на вратот, тоа се прави пред и после репозицијата на првиот вратен пршлен, се прави физијатриски преглед на кој што се гледаат уште неколку параметри кои што доукажуваат на неправилната статика на работниот стол, меѓу кои што и разликата во должината на нозете. Пред самиот третман се прави масажа со цел да се забрза циркулацијата, да се подобри целиот тој процес, да се ослободи пациентот од болката, за да може да се примени самата атлас релакс метода. Самата атлас релакс метода се работи само еднашка во животот. Ја работиме само доктори по медицина кои што сме едуцирани да бидеме атлас специјалисти. Се прави во седната положба, е потполно безопасна метода, индивидуално е болна во зависност кој колку е издржлив на болка. Трае околу 15 до 20 минути. После завршувањето на самата метода, она што веднаш се чувствува како подобрување е слободното движење на вратот, и тоа е она кое што најмногу им го олеснува целиот тој процес на пациентите после местењето, односно самата репозиција. Она на кое што најмногу се радуваат, со години не сум го движел вратот толку лесно спрема левата или десната страна и веднаш го чувствуваат оно ослободување, односно подобрената подвижност на вратот. Веднаш после тоа се мери повторно подвижноста на вратот, како да се има објективен наод. Веднаш после местењето? Веднаш после местењето, и тоа е веднаш нешто што првин се приметува после самата репозиција, односно местењето на атласот. Сме во одлична соработка со сите наши пациенти, се прават вежби за она што е потребно за да се подобри целиот тој процес, како вежби за подобрување на подвижноста на вратот, така вежби за подобрување на статиката. Откако ќе се заврши со самата метода, нормално ние сме сериозна компанија и се грижиме за резултатите на нашите пациенти, бидејќи нивните резултати се нешто кое што е најбитно. Доаѓаат на последователни контроли, кога ќе дојдат на последователните контроли, морам искрено да кажам, дел од нив не можеме и да ги препознаеме, бидејќи кога ќе се ослободи човек од главоболки, од вртоглавици, ете како е сосема друга личност, има подобрување и се чувствува многу полесно, за разлика од пред и после самиот третман. И сега кога станува збор за главоболките, бидејќи нели сите оние дегенеративни промени кои што се случуваат на нашиот рбет, исто така влијаат врз нашето функционирање и можат да предизвикаат застој на циркулацијата на крвта и главоболки да предизвикаат. Дали и тие главоболки се лекуваат на истиот начин? Па во нашиот атлас релакс центар оние кои што имаат спондилоза, дископатија и такви проблеми. Тоа се најчести симптоми. Главоболки предизвикани од такви проблеми. Да, па најчесто главоболките се предизвикани како резултат на неправилна положба на атласот и на останатите цервикални пршлени, односно вратни пршлени. Ке спондилозите најчесто освен главоболките се надоврзуваат и вртоглавици, се надоврзува едно постојано хронично зуење на уши поради тој спазам и таа намалена и неправилна циркулација. Главоболките во принцип се симптом кој што најбрзо и најдобро се решава и имаме најголем успех после репозицијата на првиот вратен пршлен. Во нашиот атлас релакс центар не се лекува ништо. Се прави само отстранување на таа механичка пречка, односно се решава проблемот кој што ги прави сите овие проблеми во најголем дел од случаевите. Поместењето, репозицијата на атласот се подобрува циркулацијата, бидејќи тој има многу
многу битна местоположба. Оттамо го добил и своето име Атлас, по митолошкиот бог Атлас, кој што целата своја тежина ја носел на својот врат. Токму и Атласот, поради неговата битна положба, бидејќи се наоѓа веднаш под самата глава, односно е носач на главата, а истовремено ја одредува и статиката на раветниот столб, ете како ние докторите Атлас специјалисти секојдневно гледајќи во нашите центри какви подобрувања има кај пациентите кои што се враќаат на дополнителните контроли, знаеме да кажеме дека Атласот како воедно најмал, најтенок пршлен во нашето тело е причина за 1000 здравствени тегоби со кои што луѓето секојдневно се измачуваат, бараат решение, секојдневно ги лекуваат со аналгетици, па повторно се јавуваат, има подобрување или нивно олеснување. Така. Или она што често го споменуваат нашите пациенти кога ќе се вратат на контролите, кога ќе ги прашам како се чувствувам како одново да се родив. Никогаш во животот не сум се чувствувал полесно или не сум очекувал дека на 50, 60 или 70 години можам да си дадам шанса за еден подобар и поквалитетен начин на живот, или она што е многу погрешно кај оние цервикални оштетувања, најчесто вратните спондилози, е дека тоа е нешто што е неизлечливо и треба да се остави рбетот да пропаѓа. Можеби рбетот не може веднаш да се врати во негова првобитна положба, меѓутоа со примената на самата безопасна Атлас релакс метода, со правењето на правилни статички вежби, она што е многу битно да се спречи неговото понатамошно искривување до нарушување на целата статика и целосно оштетување на рабетниот столб. Така, значи, колку што можев да забележам од разговорот, исто и Атласот е предизвикувач и на мигренозните главоболки? Да, бидејќи намалената циркулација, да. Така. Она што ги дава тие мигренозни главоболки е слабата циркулација. Бидејќи во непосредна близина пред самиот Атлас поминува каротидната артерија или артерија каротис интерна, која што во најголем дел го снабдува мозокот со правилна циркулација. Неправилната положба на Атласот прави спазам, притискање на оваа артерија, незина стеноза, која што доведува до намален доток на кислород. Мозокот не добива храна, настануваат исхемични процеси, васкуларни лезии, кои што потоа се резултат за појава на мигренотични главоболки. Најчесто се јавуваат краткотрајни главоболки, па потоа почнуваат хронични главоболки, кои што прераснуваат во една мигрена која што со години се измачуваат луѓето. Така. Доктор Пале, бидејќи говориќе вака горе-доле, можам да заклучам дека дали ние сите имаме изместен прввратен пршлен? Научно. И зошто е тоа така? Како? Што се случува? Значи? Научно е докажано дека сите ние се раѓаме со неправилно наместен Атлас. Како што и пред малку кажав, тоа е резултат при самото породување и оние неколку ротации кои што се прават уште во време на бременост. Неправилната окоскеност на рабетниот столб, преголемата тежина на главата доведува до негова неправилна ротација. Па понатака во текот на животот одреден тип на положба при самото породување исто така се доизместува, само се доведува до негова уште поголема ротација. Па кога ќе се доведе до негова поголема ротација, се доведува до целосно притискање на артериите и на нервите, па тогаш најчесто кога ќе почнат да се јават секојдневни главоболки, вртоглавици, почнуваат луѓето да се обраќаат на доктор. Претходно онаа болка која што се јавува во задниот дел на вратот, ја занемаруваат, ја префрлаат ја препишуваат на секојдневните работни обврски, па знаат често да кажат кога ќе ги прашам како почнал целиот тој процес, па повеќе од 10-15 години чувствував болка во задниот дел на вратот, потоа се надоврза укоченост, па почнаа болките во рамењата, во рацете, да сега целосно не можам нормално да функционирам. Значи тоа е процес кој што трае со години, меѓутоа она што е многу битно е кога на време ќе се јави некаква болка да се обратат на доктор, бидејќи секоја болка е наш најголем пријател и ни укажува дека нешто не е во ред во нашето тело и дека нешто треба да се промени. Меѓутоа, кога станува збор исто така за првиот вратен пршлен, бидејќи кажавте дека е многу важен и го носи некако целиот наш рбет, повеќето од луѓето кога ќе слушнат вака нели за вас, може би имаат малку и страв. Па би сакала некако да објасниме до нашите гледачи како сето тоа ви го правите. Тоа нешто механички, нешто местите, правите, значи едноставно сакам да објасниме до нашите гледачи како сето тоа
оди. Што се случува? Што вие таму правите? Значи, практично, како се изведува, ако можете некако да им доловите? Самата метода е потполно безопасна. Така? Секогаш први она што го прашуваат из нормално самиот страв, Секогаш кога страв, се оди на доктор, што ќе се прави, дали ќе има боцкање, дали ќе има некакво сечење, дали ќе биде болно, па колку пати треба да доаѓам за нешто да се промени и да се подобри. Самата метода се прави само еднашка во живот. Гледач, ајде сепак да го вклучиме гледачот, па ќе продолжиме, ќе го објасниме уговото. Повелете, добро вечер, добар ден. Молим? Повелете, ве слушаме. Да прашам, а? Јас да намалиме телевизорот. Намали малку. Јас сум од Срумица. Добро. Јавувам се, имам многу вртоглавица. Така. И така, немам јака болка, немам главоболка, само ми е вртоглавица. Колку често ви се јавува вртоглавицата? Дали не слушате? И слушаме и одам на нервенто. На нервина на Јадранка Поцкова. Добро. Правам контрола преку 3 месеца, пијам лекарство од неа, а вртоглавицата ми е многу се повеќе. Значи не ви поминува? Да. Добро. Уште нешто друго да прашате, освен тоа што го кажавте проблемот со вртоглавицата? Тоа е вртоглавица, имам према времето. Колку години имате? Трпне ми главата, мрашти ми лазе. Добро. Добро, еве доктор Пале слушна за што е вашиот проблем, па ќе ви посочи дали може со она што тие го практикуваат кај нив во нивниот центар да се санира вашиот проблем. Молим, не ве разбрах, нама ли телевизор умите? Да. Значи, останете со нас, доктор Пале ве слушна добро што е вашиот проблем и ќе слушнете што ќе ви посочи дали може да појдете кај нив и да ви помогнат околу она што го имате со вртоглавиците, доктор Пале. Вртоглавиците се втор најчест симптом во кој што имаме најдобри подобрувања после главоболките. Тоа е така бидејќи во непосредна близина, односно во бочните продолжетоци на атласот поминуваат вертебралните артерии кои што снабдуваат дел од нашиот мал мозок со правилна циркулација. Најчесто при таа неправилна ротација доведува до нивно целосно изместување, односно до намален доток на кислород, па затоа вртоглавиците кај најголем дел од пациентите, скоро речиси кај сите, се најизразени при нагли движења на главата, особено при станување, легнување или при нагло вртење на главата спрема левата и десната страна. Кога ќе се врати атласот во негова првобитна положба, односно неговата ротираност кога ќе се доведе во правилна првобитна позиција, се доведува до правилен доток на оние артерии кои што носат доток на кислород, односно вертебралните артерии до мозокот, па тоа е причина за нивна подобрена циркулација која што доведува во најголем дел од случаевите целосно исчезнување на вртоглавиците кои што се јавуваат како резултат на неправилна циркулација. Бидејќи оние вртоглавици кои што се јавуваат краткотрајно за одреден временски период, кај некого и 3 до 6 месеци, кај некого и 1 година, доведуваат до целосна нестабилност. Пред известно време имавме пациентка која што ни се врати на контрола, млада госпоѓа која што цело време се измачуваше со вртоглавици, дојде во нашиот центар со помош на незините 2 деца, поради оној страв дека ќе падне, несигурност, постојана нестабилност. Кога ни се врати на контрола после 2 месеци, беше преблагодарна и она што го само да го кажа, како што и пред малку спомнав, како одново да се родила, може нормално да функционира без оние вртоглавици и главоболки кои што претходно ја измачувале, а биле резултат на неправилната положба, односно ротација на атлас. Сметате дека господјата што се јави може да дојде кај вас? Да. Ние работиме само со закажани термини, контакт броевите ќе ги имаме. Така, се надевам дека од режија го ставаат бројот, оние што не следат нека го забележат бројот, а пак оние што не ќе успеат, термини ќе поразговараме како може да се помогнат. Сите оние кои што нема да успеат да го видат телефонот, може да се јават во нашата телевизија утре после 9 часот, ќе можат во секое време кај нашата секретарка да го добијат бројот од Атлас Релакс центарот. Ако имаме гледач, ќе го вклучиме, режија. Имаме ли гледач?
Ајде додека не поврза режијата, значи она што сакав да го објасните, значи многу ме интересира мене да им го објасниме на нашите гледачи како изгледа. Ајде само сепак ќе го вклучиме гледачот. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Имам врска имам проблем со вратот. Така. Имам спондилоза на вратот. Јас немам вртоглавица, него имам трњење на вратот околу уста. Дали тие симптоми се од спондилозата? Значи, прво ми се појавија помали тие трњења и како поминуваат години се повеќе и повеќе. Се имам целодневна, например, трњење. И кога ќе почнам да го мрдам вратот вако лево десно, малце ќе ми пусти и после, значи, се повеќе и повеќе се зголеми тоа трњењето. И околу устата, и на вратот. Добро. Дали може тоа нешто се проба, се види? Така, еве доктор Пале, тука ќе ви одговори, бидете со нас да слушнете што ќе ви посочи. Она трднење, народно кажано, што го чувствуваат луѓето во делот на едната или другата рака, најчесто е секогаш едната страна со болка која што се манифестира од вратот, јака неиздржлива болка во делот на рамото, па се кроз целата рака или цервико-брахијален синдром, се надоврзува исто поради таа неправилна статика и оние дегенеративни промени. Како што го слушнавте, гледачот беше сосема млад човек кој што се измачува целосно резултат на таа неправилна положба. Исто така и трнењето на рацете, ете како имаме подобрување она што е во горниот дел на ребетот, меѓутоа сепак бидејќи нормално секогаш луѓето се прашуваат како може со само еден третман да се решат толку здравствени проблеми со кои што претходно се измачувале. На нашата официјална страница која што ни интернет може да видат. Не чека гледач на линија, ќе кажеме и тоа, да го слушнеме. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме, повелете? Да, се слушаме, да. Погласно малку од режија, нека пуштате го гледачот погласно во студио, не го слушаме убаво. Ајде, говорете сега. Дали не слушате? Не знам што е проблемот, ај нека се обиде повторно да се јави, да не губиме многу време. Доктор Пале, објаснете го процесот на Самата метода е потполно безопасна метода, се работи во седната положба, само еднашка во животот, во делот на вратот, онамо каде што се наоѓа атласот. Единствена контраиндикација каде што не може да се сработи методата, доколку постои некаква операција во делот каде што треба да се работи. Многу е важно кој не може ова да го примени. И кај бремени жени. Во секоја друга состојба, без оглед на староста, без оглед на возраста, без оглед на промените, може да се сработи. Оперативен зафат на тој дел ако имал? Доколку има оперативен зафат на тој дел, бидејќи се работи со апарат со помош на вибрации, односно со помош на нормално притискање, се враќа атласот во неговата првобитна положба, односно се прави репозицијата, па во такви состојби не може да се направи третманот, за да не се настане понатака некаква дополнителна компликација поради просторот, односно раната каде што ја има. Ајде да го слушнеме гледачот. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката, поздрав до докторката. Благодариме. Имам вртоглавица претежно на савале наутро, до кај 9-10 часот. После тоа ми поминува. Али поново се јавува околу ручек. Тоа секој ден? Па да. Сте биле негде вака некои испитувања да направите? Па има, да, сум бил на доктор, 5, 6, 7 пршлен имам, да спандилоза. До сега немате некои резултати, лекување, третмани? Немам третмани. Добро. Не. Значи, знаете, говориме за корекција на првиот вратен пршлен и со таа корекција што се може да се санира околу проблемите кога станува збор и за рбетниот столб, и за главоболките и вртоглавиците. Не. Значи, претпоставам дека доктор Пале
може да одговорите дали и овој проблем може да се реши со... Повторно ќе кажам, Така. вртоглавиците и главоболките се нешто кое што најбрзо дава резултати после Значи може со успех да се правилната излекува. положба на атласот. Меѓутоа не се лекува ништо, Така. бидејќи она кое што се применува со лекување на аналгетици е нешто што е краткотрајно. Ова е доживотно отстранување на механичка пречка, која што повторно може да се измести само ако настане некаква голема механичка сила и повреда, па да дојде до неизино повторно изместување. Во секоја друга состојба атласот останува во неговата положба до крајот на животот. Така, значи може нашиот гледач да дојде кај вас. Само изработиме, повторно ќе кажам, само со со закажани така. термини. Така, ајде да слушнеме кој е на линија. Имаме ли Ало? гледач? Добро вечер, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира само да прашам каде се наоѓа оваа болница Атлас. Не знам сега требаше ние така се договоривме да тече еден кајрон кој што ќе има и телефонски број и нели за контакт, еве се надевам дека од режија ќе го пуштат. Еве можете во моментов да забележите и телефон и адреса. Дали гледате? Дали ме слушате? Да, бе, слушам, меѓутоа не гледам на... да. Еве, можете да забележите и забележете го бројот, ако нешто не успеете, слободно јавете се во телевизија. Така, ви благодарам. Ете така. Ајде, пријатно. Пријатно. Дали имаме друг гледач од режија? Нема? Добро. Ајде додека не вклучат друг гледач, докаде стигнавме, кажавме дека не е тоа болно, дека е во седачка положба. Болно е потполно безопасно, Така, меѓутоа не е опасно, индивидуално. ништо не се мести, ништо не се крши. Индивидуално болно Така. се прави со помош на специјален апарат со помош на вибрации. Така. Сигурноста и големниот број на резултати доаѓаат од тоа што во нашата компанија работиме само доктори по медицина кои што сме дополнително едуцирани да Така. бидеме Атлас атлас специјалисти, специјалисти, така. бидејќи вратот е едно од најосетливите регии така. во нашето тело. Затоа и прашувам, и затоа бидејќи треба луѓето, да ја така, работи да само треба да некој знае. кој што е доктор и е едуциран во таа област. Така, ајде да слушнеме, сепак имаме гледач. Добар ден, Добар ден. повелете. Едно кусо прашање. Повелете. Колку чини третманот? Па, не смееме суми да кажуваме нели јавно на телевизија, меѓутоа може да се јавите веднаш по Значи, емисијава и Чини многу. ете така. Значи може да се јавите веднаш по емисијата, ќе биде тука доктор Пале, ќе ја добиете и можете лично да се слушнете со неа да ви каже Најдобро е во нашиот контакт центар, тамо ќе ги добијат сите информации кои што се поврзани во врска Така, со ќе им цената, дадеме број, локацијата така, ако не го и запишаме. каде све можат да најдат повеќе и да видат повеќе. Така. Бидејќи честопати нормално се случува да го имаме коментарот како може со само еден третман да се решат толку многу здравствени проблеми, ние благодарение на нашите задоволни пациенти кои што секојдневно се поголем број го споделуваат своето искуство, се снимени во нашиот Атлас Релакс центар, можат на официјалните страници да погледнат повеќе, Така. да ги добијат сите информации на atlasrelax.info, каде што може да видат повеќе за самата метода, повеќе за сериозноста Ако на знаат, компанијата за да и узнаат нешто повеќе повеќе. нормално да ги видат они искуства со кои што пред малку ги прашуваа како здравствените гоби и гледачите, а најголем дел од пациентите ги споделуваат како подобрување пред и после примената на самото местење, односно репозиција на првиот вратен пршлен, односно атласот. Така. Доктор Пале, бидејќи денешната тема ни беше главоболки и вртоглавици, меѓутоа мене ме интересира што и кои се други проблеми може да се решат со местењето на првиот вратен пршлен. Главоболките и вртоглавиците рековме дека на вистина лесно се справувате со нив кога веќе ќе се коригира, што друго се? Исто така имаме одлични резултати по репозицијата местењето на атласот во мигрените. Така. Во зоењето во уши, она кое што е резултат на намалена циркулација. Болката во вратот, цервикобрахијалниот синдром, болката во едното или двете рамења, она трнење на рацете кој што се јавува, почетокот на сколиотичните промени доколку на време се направи репозиција местење на атласот со примената на статичките вежби, имаме огромни
големи подобрувања, особено кај децата и кај помладите, со примена на правилни вежби за подобрување на таа статика по репозицијата. Исто така, често знаат да прашаат како може атласот да е причина за гастритис, за покачен крвен притисок, тахикардија. Сето она е резултат поради оној нерв вагус или нервот талкач кој што се наоѓа во непосредна близина на атласот, па кога е во неправилна положба доведува до негова хиперстимулација и доведува до појава на покачен крвен притисок, тахикардија, кога во сите други наоди кардиолошки се уредни, а и понатака го имаат она народно кажано срцебиење и хронично покачување на крвниот притисок, тогаш една од причините поради која што може да биде е неправилната положба на атласот, зголеменото лачење на желудечна киселина или попознато како гастритис, исто така она надуено змачнина во делот на абдоменот, односно стомакот, синдром на раздразливо црево, се дел од работите кои што пациентите кога се враќаат на последователните контроли кажуваат дека се подобрени или во најдобар случај потполно исчезнати. Несоницата исто имаме одлични резултати, особено кај повозрасните кои што со години се мачеле со таа несоница, немале правилен сон, после подобрената циркулација има подобрување, односно стабилизирање на таа прокрвеност, подобра циркулација која што доведува до едно опуштање на целото тело и нормално до правилно функционирање на сите оние процеси. Кои од проблемите кои што се јавуваат, а доаѓаат пациенти кај вас да бараат помош, освен со овој еден третман, кои други се третираат со плюс, како што кажавте, дополнителни вежби и суплементација? Па кај сите пациенти гледаме да го препорачуваме она што и ние лично го правиме, за да се чувствуваме подобро, да ги водиме со пример, за да можат да постигнат поголем резултат. Нема правило, секој треба и заслужува да живее еден квалитетен начин на живот и оние кои што се повозрасни и оние кои што се најмлади да им се стекнат здрави и правилни животни навики за понатака да немаат никаков проблем. Имаме голем број на повозрасни пациенти кои што и на 70-80 години имаат фантастични резултати бидејќи се придржуваат до сите оние совети и кога се враќаат на контролите секогаш се во подобра состојба и нормално подобро функционираат секојдневно. А кога станува збор за суплементите, што им препорачувате? Сите витамини и минерали или никој посебни? Она што е најдобро да се конзумира, тоа сепак за секого нормално индивидуално, кога ќе дојдат во нашиот центар, кога ќе поразговараме спрема нивната состојба, она што е многу битно да се пие големо количество на вода секојдневно, заедно со пиење на правилна суплементација, заедно со правење на правилни вежби со кои што би се подобрил целиот тој процес, за да се доведе телото до едно одново раѓање, што би рекле голем број од пациентите. Така, би сакала само да ве прашам, бидејќи кажавте дека сте атлас специјалист. Може би многумина од нашите гледачи го немаат тоа слушнато. Би сакала само колку за информација да ги информираме каде вие сте се едуцирале за да го добиете ова звање, бидејќи е многу важно и рековте дека не може тоа секој да го работи. Вратот е најосетлива регија и не може да ја работи некој кој што не е доктор. Јас сум единствен доктор со лиценца кој што има право да работи на нашите простори на Република Македонија. Затоа луѓето секогаш пред некаде да се обратат, треба да побараат дали има некој, дали е доктор и дали има едукација за да го работи тоа. Во нашиот центар стои мојата диплома како доктор, како лекар и дипломата од дополнителната едукација завршена во Загреб за да може да се работи нормално ова, бидејќи здравјето на луѓето е пред се и она што е најбитно е да се добие најдобро здравје, бидејќи најголемото богатство е дефинитивно луѓето кои што доаѓаат во подобра состојба кога ќе се вратат на последователните контроли. Доктор Пале, ми беше задоволство што бевте дел од ваш термин. Се надевам на соработка со вас и во некое следно издание ќе бидете повторно дел од ваш термин. Ви благодарам многу и посакувам успех во работата. Ви благодарам и на вас. Она што сакам да го напоменам дека јас работам само во еден центар за да не се злоупотребуваат луѓето кои што ме бараат мене. Во полно работно време се наоѓаме во непосредна близина на клиничкиот центар позади клиника за онкологија. Не работам во никој друг центар, само сакам да им напоменат. Така сите оние кои што не успеа да го забележат телефонот, може да се јават во нашата телевизија веќе од утре, ќе може да добијат контакт. Ви благодариме на вниманието. Вие се надевам понатаму ќе следите нашата програма. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Ви посакувам убав остаток од денот и имајте добро здравје.